Со стипендирање, текстилците се надеваат да го обезбедат и онака хроничниот недостиг од квалитетен и образован кадар. Јас, тргнувајќи од менаџер на компании, на две компании, сум спремен да дадам две стипендии. Едната за високо образование, другата за средно образование. После тоа сум спремен, што е и во дуалното образование, еден од главните сегменти, тие ученици, односно студенти, да бидат под патронажа на нашите компании. Која би била висината на стипендиите за учениците и студентите? Првично, прва година би била меѓу 2 и 2,5 илјади, втора година да биде по 500 денари нагоре, за студентите да биде 3.000 и тоа да оди нагоре, како тој ќе се развива. Да има, да кажеме, дека мора да покаже резултати. Ракавицата е фрлена. Овака реагираат од Средното текстилно училиште и Универзитетот Гоце Делчев. За да успее сето ова со дуалното образование, ракавицата ако е фрлена од работодавците, ние ќе фрлиме две ракавици. Спремни сме на соработка, на комуникација, меѓутоа за да успее сето тоа, значи треба трите страни да се состанат и да договорат. А трите страни се училиштето, компаниите и МОН, односно државата. Тоа е добра работа, но сега тука треба да се процени што значи вие да дадете стипендија 2.500 денари. Во овој момент, во овој контекст на еден млад човек од 19 години кој што може да заработува 60 или 70.000 денари на 500 км од тука. Значи тука е прашањето дали младите луѓе кои што ќе ги вклучуваме ќе веруваат дека тука каде што остануваат придонесуваат за самите себе и за средината и за компанијата во која што работат. Тоа е филозофијата на земите кои што се успешни, го поврзуваат стопанството, образованието и политиката. Предлог решенијата за мотивација на учениците и студентите е еден сегмент во реализацијата на концептот дуално образование. Со тоа, теоретскиот дел се сведува на една, а практичниот на 2/3 од изведување на наставата. Бројката од 200 опфатени ученици од што туку завршената учебна 2018-2019 година е позитивен чекор за ресорниот министер дека на ваков начин дилемата дали ќе се надмини дефицитот од квалификуван образован кадар ќе биде решена. Во наредната школска година 2019-2020 уште повеќе ќе се прошириме на уште повеќе градови каде што ќе имаме околу 300 ученици. Така што ова е близок контакт и релација со представниците од бизнис заедницата. Математиката за Штип говори. За почеток, доволно е постојните штипски 80 приватни конфекции да стипендираат по 20 ученици. Првичната бројка од 161 квалификувани кадри е добар за конечно решавање на хроничниот проблем од недостигот на квалитетен и образован кадар, толку потребен за текстилниот сектор, каде екзистенцијата ја обезбедуваат над 7000 семејства.